Елегден дел од таа екипа требаше да биде апсен. Тоа бе информациите кои доаѓа. Така слушнав јас. Кои доаѓа одредени Дека е информации. завршена истрагата и дека ќе има апсења. И дека краците на тие апсења ќе стигнат до самиот Христијан Мицкоски, не Христијан Мицкоски, туку до самиот најблиските соработници на Христијан У Мицкоски. кола може би седат заедно. Па може и у кола седат заедно, нели? Да. Значи и се И јавува вие знаете и јас знам. и се јавува аферата. Да. И се јавува аферата која отвара Вилма Русковска целата таа екипа околу Сеат Кочан и така натаму и така натаму, кај што праќа порака на Арафат Муареми, кој води операцијата. Шефот на финансиската полиција. Полиција, за да молчи, за да биде мирен мојата аферата со Трус, со Сеат Кочан и така натаму и така натаму. Сериозно е прашањето дали намерно се правила и кој стои позади ова. И се заканува Христијан Мицкоски, ако нема лидерска средба за предвремени избори, дека ќе дестабилизира власта и Република Македонија. Тоа е суштина. Пред Велинен требаше да пакување апсен. Има таму една госпожа, мислам дека и вие сте потпишувале нејзина пристапница во Да, пред мене е зачлената. Да, Да. подоцно често во пописи во Република Македонија, Да. па има некои роднини кои биле председатели на Уставен суд на Ми Република. спомнале тука, требаше биде директор на Телеком, Да, ако требаше биде победеше директор на Телеком. 20-та. Таа е главна. Па може би она врската со Таче. Да, таа е главната во организацијата Да. на сите овие активности околу земјиштето во Делчевско. Значи, За суштината фотоволтаици. на активностите у Делчево е многу проста. Класичен криминал на организирана банда која што е поставена на државни позиции, која што користи пари за да се збогати преку леп погача, преку грбот на луѓето. Китайски многу пари се прават од тие мали хидроцентрали. Ма не, Гледате, ви се провлекува Мицкоски вас со тие мали хидроцентрали веќе 5 или 6 години. И од една во друга операција. Сашо Клековски, например, исто има мали хидроцентрали или имаше мали хидроцентрали, сега е член на извршниот одбор на ВМРО-ДПМН. значи личностите се привлекуваат. Трајковски, Горан Трајковски, кој беше шеф на УЈП, Да. подоцна и директор на Евростандард банка, Да. гледам пред 10 дена во соопштение официјално На од Витаминка, да. во како одбор на извршни или неизвршни директори. Да. Заедно На со Кадиевски Керкам. заедно со керката на Душко Кадиевски кој беше шеф на изборниот штаб на Борис Трајковски кој победува со она полнење на кутиите. Во албанските 99-та 99-та година. прочуеното полнење на кутиите. Кутиите. Човек на доста димовска, нели? Тие сега случајно стануваат членови на извршен одбор или како одбор на директори на Витаминка. Да. А го носа Димитар Ковачевски, една од првите фирми со кои се среќа Димитар Ковачевски е Витаминка во Прилеп. А кај кумот на Витаминка завршат акциите кои ги отуѓува Христијан Мицкоски после истрагата што ја спроведува како беше агенцијата за корупција, спречување на пари. Некоја агенција. Да. Во оваа држава има толку агенции Државна ништо што не комисија работи. за- Да. спречување на корупција. Па што ви кажува тоа? Тоа покажува дека тесна група на луѓе во двете партии или влада е во дослух, или е контролирана од некоја невидлива страна и центар. Или е струја, Да. хидроцентрали или е телеком, Цело време се работи всушност за енергенси кои што се кои што се клучни. лукративни. Лукративни се, многу пари се прават и никој не може да контролира колку пари Сега се вклучува БЕК, па се вклучува 200 милиони евра мазо за ТЕЦ Неготино, па министерот за економија. Два пати поскапе струјата. Сега ќе поскапе пак па се струјата. вклучуваат структури на ДУИ кои Да. го прават, Да. кои ги прават тие На операции. нив им купување одговара да на поскапува струја. струјата. Затоа што Гледате, вишокот пари оди па кај нив. Муса Џафери, синот и така натаму и така Да. натаму. Значи, гледате, главните играчи се вклучени во тие бизниси. Да. Или хидроцентрали мали, Да. или струја, или нафтени деривати. Па тоа е тоа, енергенсите, Енергенсите кои што Значи Путин модел е тоа. Ма тоа е Има и согла... контрола на енергенсите за да можеш да контролираш државата, да можеш да имаш Така е. пари со кои ќе го Они- корумпираш општеството. И ќе Нема, владееш нема општеството. потреба да го корумпираат општеството. Доволно е да корумпираат партиите. Двете партии, СДС и ДПМН, има 200 клучни луѓе. Да ги корумпираш тие, ќе владееш за секој што државата. Толку е. Нема потреба цел систем. Значи- Системот е поданички октруиран, односно поставен по принцип на негативна селекција, подреден на партиите. Секој чиновник у државата на некој се клања. Или пак има и од двете партии, членска книжка. Можеме ли тука една во наводници еретичка теза да ставиме на маса? Секако. Вие сме разговарале. Ние ќе си дискутираме, па кој како сага. Јас и вие сме разговарале. И нашата теза е дека ако падне Ковачевски, сега за една, за две, за три, не е важно, значи Да. чисто хипотетски поставуваме,
дека многу е поголема веројатноста некој Дритан Абазовиќ, Да, Артан 100%. Груби или некој македонски политичар од ДУИ Тоа не е еретичка теза. да биде премиер. Многу поголеми се шансите Артан Груби да биде премиер отколку што ќе биде Христијан Мицкоски. Значи тоа не е еретичка теза, тоа Значи, е реалноста. Тоа е Бенелук стратегијата на Адем Демачи. Тоа е реалност. Црна Гора, Малезија, ја викат, Косова, Шкиприја и Значи, Маседонија. Значи, тоа не е еретичка идеја. Еретичка е за тие што не разбираат. За тие што гледаат што се случува, е реалност. Ја ќе одам чекор понатака. 24, ако има сега пред време ништо, не верувам дека ќе има, или 24-та, бидејќи македонските партии се во клинч, во ров, како руси и украинци, премиер на Македонија има најголеми шанси да биде од ДУИ. Затоа што ќе кажат? Исто како Дритан Абазовиќ, кој што е трета партија. Значи Дритан Абазовиќ е Трета или четврта? значи не е Мило победник на Ѓуканов, изборите. па не е четврта или петта, се Значи извинувам, не е четврта победник. или петта. Така, значи не е победник. Значи не мора да биде победник ДУИ. Застана- Доволно е да зависи од нив. Застана британците поради него, позади него. Па знаеш што Се приклучи. Русите и србите славеа победа на просрпскиот блок на изборите пред години и пол дена, 2 години во Црна Гора со помош на Амфилохија Радовиќ, на крај кога сватија, британците им направија владата. Масонската ложа на Црна Гора, Виести, тоа е една групација Виести, најмокниот дневен весник во Црна Гора, кој беше со Мило Ѓукановиќ, па се скара со Мило Ѓукановиќ, па го рушеше Мило Ѓукановиќ и сите знае дека се бара мост кој ќе биде всушност ќе направи трансфер до некоја нова власт и тоа е Дритан Абазовиќ. И сега се поставува Албанец кој е лојален на Црна Гора, нели, условно речено. се во ред, Абазовиќ, ама е да. трет албанец Трет албанец. премиер. Да. Па ако зашто има не е трет, четврт? Зашто да нема и четврти? Не липсе ја. Да, Ма меѓутоа- тоа не е случајно. Значи овие работи не се одвиваат случајно. Можеби обичниот македонски гласач или наблюдувач на овие емисии смета дека нешто случајно му текнало на Ахмети. Па он тука пробува нешто, иритира, нервира. Треба Не, само да ги погледне тоа се само емисиите. најави. Треба само да ги погледне емисиите што сме ги правиле Така е, со вас. така е. И анализите што сум кажал во емисијата во Центар, по 6 или по 12 месеци да види дека повеќе од 80-90%. Така е. Како велат во ЦИА, секоја проценка која е поголема од 11% се смета за одлична проценка. Така. Кај нас повеќе од 80-90% од работите што кажуваме се реализирани во Република Македонија. Па сега потврдувам дека на наредните избори најголема шанса премиер на Македонија да биде има кадар на ДУИ. И тоа баш ова што го кажувате, Петрос. Артан Груби, него го спремаат. Петровски. И на нас ни го пуштија сигнал од Украина, го однесоа Талат Џафери. Талат Џафери, не го однесоа ни Стево, ни никој друг. Димитар Ковачевски. Истиот ден кога е однесен премиерот на Бугарија Петков. Значи, што сакаат на нас да ни кажат? Кирил Петков. Нивото е Талат Џафери, он е најсериозен, Во делот на државниот врв. значи, Делот на државниот врв. Тој е иако најстабилен, има, најсериозен. да, иако има многу сериозна позадина на воени злостари е. позади него, меѓутоа све тоа му простуваат затоа што он е тој кој што они овдека го сметаат за алка во овој квартет Не каде знам што дали- треба да дојде четвртиот Не премиер. знам дали ја гледавте снимката. Тој се поздравува со Зеленски и му се представува дека е од Македонија. Значи дека некој друг, не Зеленски, не кабинетот на Зеленски, некој друг ќе организира таа посета. Па фала Богу. Без Вашингтон, Фала Богу. без логистика на Вашингтон, Да. без сценарио на Вашингтон, без Па список кога, каде и со кого ќе се Па сретне. се тоа го Тоа работи. не може. Се тоа. Оделе тие со авиони, со возови, па ги носеле до Киев. Ајде, сам мислам, тоа се приказа малец. Се знае кој коси, Апсолутно. кој вода носи. Апсолутно. Пораката е пратена. Да. Доека Стеопан Наровски вели 48% од македонското гласачко тело е проруски, прокинески и така натаму настроено, овие гледат во ДУИ. А на Стево му беше кажано ноември дека ќе има напад Па, он врз вели дека- он Украина. вели дека Сам на- си кажа тој дека вели дека На знаеле. 5 ноември веќе им било јавено. Значи на нив им дадоа информации можност да се и време им дадоа. спремат. Им дадоа време како ќе се позицираат. И они ги гледаат. И гледаат дека во оваа држава, за жал, најсериозен лик е Талат Џафери. Петровски. За На жал. 13, значи ако им дават на 5 ноември информација дека се подготвува војна во Украина, нив на 13 ноември ќе им направеа влада. Ни служби, ни свети служби, ни Бутур, никој нема информација дека влада ќе им прави. Да не излеше за Христијан Мицкоски со на селфи од собрањето и подписите на пратеници кои ставиле подпис. Да.
на оној список за менјање на власта, ќе информира влада. Подготовката пред ударот во Украина не е само распоредување на тенкови на граница, него и обид да се направи влада Во во Република. Македонија. Знаете- Што се случува во Бугарија? Сегде што се случува? Господине Значи Петровски. борбата е на сите фронтови. Знаете ли кој е клучен во договарање на Кастриот Реджепи? Арафат Муареми. Тој го договара Кастриот Реджепи. Нели дојде и холандскиот премиер? Да, Арафат Муареми. Затоа е нападот. Не дека не правил криминал, не дека тамо нема криминал. Не знам, не сум го испитувал тој случај. Што е направено тамо и Гаврил Бубе